Tenkovi i oklopni vozila со повеќе од 3000 војници на Соединетите Американски држави почнаа да пристигнуваат во Полска. Тие представуваат дел од одговорот на председателот на САД во заминување Барак Обама на загриженоста на НАТО сојузниците заради Русија. Станува збор за најголемо воено ангажирање на САД во Европа во последните неколку децении. Овие активности се изведуваат во очи инаугурацијата на Доналд Трамп за нов председател на Соединетите Американски држави, кој навести дека сака да ги подобри односите со Москва. Најмалку 80 тенкови и стотици оклопни возила веќе пристигнаа во Германија и сега се преместуваат кон Источна Европа преку патен сообраќај и со железница. Оклопната единица на САД ќе изведува и воени вежби на Балтикот со ротирање на силите на секои 9 месеци. Предходно, НАТО потврди дека ќе распореди тенкови и опрема по должината на своите североисточни граници. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, ја нарече таквата мерка како потег на уверување на источните членки дека НАТО е подготвен да ги брани. Само еден ден откако било објавено дека САД ќе пратат дополнителна војска во Полска, Русија почнала да поставува антиракетни системи околу Москва. Системот С-400 на противвоздушната одбрана од ноември е распореден во Сирија, а сега се појавува и на домашен терен. Дострелот на овие системи е 400 километри и способни се да погодат проектили и авиони. Од Руското министерство за одбрана е соопштено дека системите се поставуваат во состојба на борбена готовност со цел да ја одбранат Москва во случај на напад. Распоредувањето на тенкови и други оклопни возила на САД во Полска за Русија значи закана и акција која ги загрозува нашите интереси и безбедност, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Трета земја го засилува военото присуство во близина на нашата граница во Европа. Таа дури не е ниту европска земја, посочи Песков. Во текот на годината НАТО планира да прати неколку илјади војници во Полска, Литванија, Летонија и Естонија. Таа одлука е донесена минатото лето на самитот на НАТО во Варшава. Барак Обама пред се сака да ги увери пољаците, естонците, литванците и летонците дека Соединетите Американски држави се на нивна страна, затоа што тие сметале дека се загрозени заради, како што се вели, руската агресија во Украина.